Додека општината Кисела Вода носи одлука за нови 100 згради, од другата страна на Скопје во општина Ѓорче Петров е донесена одлука за нови 100 згради. Општина Центар пак со нов урбанистички план во кој се вцртуваат само 2 станбени згради. На ваков поток се одлучи Советот на општина Центар, каде советниците едногласни дека потребно е повеќе зеленило, а помалку градежни зафати. Новиот урбанистички план за населбата Пролет со посебен фокус кон зеленилото и решавање на долгогодишниот проблем со паркингот. Дополнително, во новиот план за населбата Пролет покрај основното училиште 11 октомври ќе треба да има и детска градинка. Површината под јавното зеленило е зголемена од 4283 на 8788 метри квадратни во однос на претходните планови кои беа ставени под мораториум. Тоа подразбира да ги имаат сите комунални сервиси, да ги имаат сите социјални сервиси, да ги имаат образовните сервиси на достап на граѓаните, да не биде прекомерна густината на живење, да имаат нормален проток, да се чувствуваат безбедни во просторот во кој живеат, да имаат доволно зеленило, да имаат доволно простор за тоа како нивниот отпад ќе биде изнесен и со тоа да бидат мирни дека нема некој ново, да речам, нова градба да им се појави, туку да бидат информирани. Председателката на Советот на општина Центар вели дека потребно е на граѓаните да им се даде јавниот простор. Друг сегмент на кој потенцира е да се обрне внимание на одржливоста на градот и да се даде можност на останатите општини да се развиваат. Развојот на градот треба да биде рамномерен. Ние не би смееле да дозволиме едни делови на градот да живеат во услови кои се недостојни за 21 век, а некои пак да се развиваат со сите удобства што ќе може да ги имаат граѓаните. Заради тоа мислам дека рамномерноста во развојот треба секогаш да се почитува и тоа не само во однос на градот, туку дури и во општината. Оти ние кога ќе ја земеме општина Центар, ние општина Центар не ги задоволува тие критериуми дека баш во секој опфат има ист квалитет на живот. Ама ако ги мериме, нели, по некакви усвоени параметри за рамномерен развој и одржлив развој секако, треба да постигнеме одредено ниво на усогласеност на квалитетот на живот што ќе го нудиме на граѓаните. Дека општина Центар важи за една од најпосакуваните локации за градење може да се види и низ деталните урбанистички планови кои во моментот се под мораториум. Ова е една од локациите позади Даре Џамбас, каде на местото на паркчето и зеленилото било предвидено зграда до сумката за потребите на СГС, како и катна гаража. Со новиот ДУП Советот на општина Центар одлучи на место бетон, зеленилото и паркот да остане, а зградата и катната гаража нема да се градат. Останатите дубови кои се под мораториум се уште подлежат на ревизија, дел се во завршна фаза, како што е и ДУПот со кој се опфаќа и парцелата наспроти градскиот трговски центар, каде што сопствениците на фирмата обновители Зоран Антич и МПЦ планираат да изградат 3 згради од по 60 ката.